Денеска Советот ја одржа својата 105-та седница, на која имаше повеќе точки на дневен ред. Еве, јас накратко за секоја точка ќе ве известам, така што прва точка, односно втора точка после усвојување на записникот од 104-та седница беше барање на Советот податоци за примените, транскрипти, аудиовизуелни или други материјали кои ги прими јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското снимање, незаконитото снимање. И тоа нас не интересира бројка, статистика, колку има примено, дали има примено, дали е составен записник или друг некаков факт, дали тоа потврда за примени предмети и така натаму. Донесовме одлука, значи да се побарат тие податоци и во најкраток можен рок да ни достават податоци. Ова го правиме со единствена цел, бидејќи во јавноста се уште има нејасноти околу примените материјали. Ќе ве потсетам сите и на одредбите од Законот за јавното обвинителство, ова специјално јавно обвинителство, и тоа во член 7, став 1, кај што вика дека јавното обвинителство одговара пред Собранието на Република Македонија и пред Советот на јавните обвинители на Република Македонија, а додека во ставот 3 од членот 7 се наведува дека јавниот обвинител ќе одговара за законито стручно постапување само пред Советот на јавни обвинители. Од овие причини, значи ние сме надлежни, компетентни да побараме од неа такви податоци, а оние што беа други известувања дека ќе поведаме постапка или така натаму, па кривична пријава, тоа не држи. Ние бараме сега за почеток да видиме колку се примени и дали се примени, дали е сочинен записник и така натаму, бидејќи согласно Законот за кривична постапка, која ќе дојде ден тие да бидат уништени, се прави записник со присуство на тие лица и мора да знаеме точно колку ќе бидат уништени. Се сомневате ли во нешто, господин Ганевски? Се извинувам, ако може само да завршам со моето излагање, па после ќе одговарам на вашите прашања. Трета точка е многу значајна е и сега веројатно вие сите ќе слушните и ќе се чудо не видите, бидејќи јавниот обвинител Катица Јанева отстрани два јавни обвинители, може и тоа го знаете, на еден начин, без никакво решение или без никаква постапка, едноставно ги отстрани, кажувајќи им дека не се дел од тимот. Тоа се работи за јавниот обвинител Лејла Кадрију и јавниот обвинител Марија Ѓоревска. Од едната е од, значи функцијата му мирува во основно јавно обвинителство Тетова, другата во основно јавно обвинителство Скопје. Истите на 21. Значи, пред околу недела дена дојдоа во мојата канцеларија вознемирени и видно револтирани за начинот на кој што беа најблаго речено избркани од јавното обвинителство, кажувајќи им нив дека треба да ги предадат предметите, па да ги предадат тие клучевите или како ги викате токини, и да ги испразнат канцеларијата и да се сместа кај полицајците, тоа тие не го прифатија, заминаа од работа и така натаму. Вчера бевме 25-ти, добивме известување писмено од јавниот обвинител, спротивно на нивното тврдење, дека тие сами побарале да заминат од ова и дека заради намален обем на работа, значи многу биле јавни обвинители, па одлучила да ги отстрани овие две обвинители, што мислам дека воопшто не држи и не е во ред. Знаете вие дека еден месец наназад се расправавме околу бројот на јавните обвинители и ние викавме дека се многу, па сега еве испаѓа дека биле многу. Значи всушност она што го тврдевме ќе испадна точно. Значи и по ова прашање, значи формира Советот комисија од тројца членови записничар, која ќе го испита овој случај и ќе донесеме потоа други заклучоци. Иначе ова сега уште ова да кажам дека и други има и други точки на дневен ред,
Меѓутоа тие не се толку важни, а овие три работи се, мислам, многу важни за нас. Околу нивната безбедност немаме слушнато, освен од телевизија, од медиуми, дека има побарано. Немам коментар, не знам колку бара и како бара и така натаму. На кои предмети работеле овие двајца обвинители и како е можно разрешување нивно, имајќи предвид дека Советот ги именуваше? Вака сега, ние тоа немаме сознание кои предмети ги работеле, важно им се одземени, а за тоа формираме комисија, значи ќе ги поканиме да разјаснат точно на вашите прашања и на други прашања. Сме во една лоша ситуација и тешка, нерешлива да речам, бидејќи тие се избрани во тоа обвинителство. Сега, за да намалиме, треба повторно да донесеме одлука за намалување на бројот на јавните обвинители во тоа јавно обвинителство. Еднаш ја зголемивме, па сега да намалуваме. Меѓутоа, ќе треба да направиме целосна анализа, да видиме колку има работа, колку се ангажирани и потоа ќе донесеме соодветни одлуки. Специјалната обвинителка на седница, и таа, таа покажа интерес за да, сега во овие дена ќе биде повикана токму за овој случај и за другите случаи ќе разговараме, донесена одлука да и таа покрај овие две јавни обвинителки да биде повикана и ќе ги разјасни сите прашања.